Не е проблем само расипаниот стрес тест апарат во интерното оделение, туку поголемиот дел од виталните апарати во Прилепската општа болница или не се во функција или работат периодично. Не работи компјутерската томографија, мамографот, гастроскопот на интерното оделение, колоноскопот на хирургија, а додека ехото за срце едва и се користи. Во лабораторијата недостасуваат реагенси за алергии за тироидна жлезда, а додека за ново инсталираната магнетна резонанса има проблем со лекарскиот кадар кој ќе знае да ги чита снимките. Брифираат извори од болницата за Алфа. Ова, откако пред 2 дена, се случи вербално-физичката расправија во која двајца вработени од болницата го нападнаа лекарот специјалист по спортска медицина доктор Гоце Јонзовски, кој одби да го даде стрес тест апаратот од неговата амбуланта за потребите на интерното оделение, каде ист ваков апарат бил расипан 10 години. Бев физички нападнат и натепан во мојата амбуланта во работно време на работно место. Едниот ми ја свитка раката, ме турна зид, други вата да ме дави и да ме туркат, да ме маваат. Се тоа беше во присуство и во налог на директорката Кети Смилеска. Сака да ми се одземе на апарат кој требало да биде тука, требало да биде на друго одделение и така натаму. На овој немил настан денеска реагираа и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Според интернистот доктор Трајче Ражаниковски, префрлањето на стрес тест апаратот од спортската медицина во интерното оделение не било решение. Исто така, тој тврди дека како дел од интернистичкиот тим лекари не бил информиран за оваа дислокација на апаратот, иако директорката го тврдеше спротивното. Споменато во изјавите дека одлуката е донесена после повеќе стручни состаноци. За стручен состанок за овој проблем во интерното оделение не сум известен и не знам кога е одржан, ниту за тоа кој ќе работи и за обемот на работа. Моето мислење, апаратот во спортската медицина сигурно е стар околу 10 години и ако се планира заживување на методата во некаков обем во интерното оделение, да се направи со нов апарат. Оптоварување и ракување со стар апарат од персонал од 2 служби, еден ден од интерно оделение, 4 дена спортска медицина, ќе значи можност да се остане без тој апарат. Директорката на болницата Кети Смилеска на пресконференцијата одржана непосредно по инцидентот се пофали дека интерното оделение конечно добива стрес тест апарат кој ќе бидел голем бенефит за пациентите. А за самиот инцидент рече дека бил испровоциран од специјалистот по спортска медицина доктор Јонзовски. Во меѓувреме и двете инволвирани страни се закануваат со судска разврска на случајот.